особено во земјите од регионот. На оваа тема со мене во студиото е колегата Драган Ѓорговски. Добро утро и добре дојде. Добро утро. Пред 2-3 години, мислам дека беше овде, во истото студио, во истата емисија, ние двајца зборувавме за тоа дали е можно некој град од Македонија, некоја општина од Македонија да се побратими со некој град од Црна Гора. Така, точно пред 2 години и некој месец да речеме, првичната идеја беше токму во оваа студио да збратимиме некоја општина од Република Македонија со општината Бар, поточно местната заедница Црмница во општина Бар во Црна Гора. Тоа го изразија како желба домакините, значи од местната заедница Црмница, која опфаќа 23 села во општината Бар. Ние ја прифативме иницијативата како македонска телевизија и се сеќавате тогаш таму бевме и телевизија, и домакини на штандот, и презентери на туризмот и на понудата на Република Македонија. И како што... И што е најинтересно? И најинтересно... Значи, немаме многу допирни точки, да речеме како географска местоположба. Црногорците имаат море, планините ни се нешто што не зближува, но збратимивме еден град кој што е многу близок, барем по името, со она што се случува во Црна Гора. Па добро, Брод, Бар, Брод на старословенски значи премин, Бар не знам на српски или сега поново на црногорски јазик што значи, во секој случај има допирни точки. Апсолутно. Скадарското езеро е во општина Бар, 2/3 од ова езеро припаѓа на Црна Гора, 1/3 на Албанија, а Козјак, Македонски Брод го има Козјак, до рака на срце Вештачко езеро, но сепак е езеро, нели? Но Скадарско езеро е и национален резерват парк. Да не заборавиме, Јасен, нашиот Јасен, исто така е национален резерват, така што има допирни точки. Сега, со оглед на популацијата, на бројот на жители, тоа е несразмерно. Бар е релативно голем град и за наши прилики, не за црногорски, околу 60.000 жители, а нашиот македонски Брод едва и дали 6.000 воопшто како општина. Но во секој случај беше желбата да се збратимат и, како што вели народот, трета среќа. Јас и вие, колешки Пачовска, значи, точно пред 3 години во ова студио договаравме како да се реализира оваа идеја и за среќа, еве, доаѓаме со добри вести. Така. Сега, дека е така и дека убаво поминавте во Црна Гора, ќе ви имаат можност гледачите да проследат од репортажата која што ние донесовте. Прекрасно, па тие не сакаат. Веднаш потоа ќе кажеме уште збор два. Ајде, погледнете. Вирпазар Црна Гора, фестивал на вино и уклева по 14-ти пат, македонската телевизија по трет. И според народната нели трета среќа. Имено уште пред 2 години македонската телевизија се нафати да биде, ајде така да речеме, кум за збратимување на една наша од Република Македонија општина со Вирпазар или поточно општината Бар, каде што ова историско црногорско место припаѓа. Нашиот македонски Брод ќе се збратими, но за тоа подоцна. Овој 14-ти поред фестивал на вино и риба традиционално се одржува во првиот викенд на декември секоја година. Но заради незапамтените поплави кои ја зафатија Црна Гора, организаторите мора да го одложат. Но по никаква цена не сакаа да ја прекинат традицијата, па макар одржувањето го пренеле во наредната година, што ќе рече во оваа 2011-та. Континуитетот мора да се почитува. Во секој случај, можеме многу да научиме дури од црногорците како се почитува традицијата и на крајот на криштата, како треба да се организира фестивал на се она што го нудат природата и луѓето од оддален регион. Ова е Црмница, надалеку прочуена по Вранецот. Црногорците се гордеат на ова вино и како автохтона винска сорта. Организирани се извонредно. Слобо Јанковиќ е председател на Сдруженијето на лозари.
Mi tvrdimo da je naša. Ние тврдиме дека е наша и дека треба да се заштити, а за тоа треба мислење да дадат стручњаци. Јас не сум запознат со оваа материја, но постои начин за докажување и мислам дека нашите се на пат да докажат дека вранецот е автохтона сорта од овој крај. Имаме околу 120 регистрирани винари кои најавија и го ставија виното во промет. Инаку тоа се две фази. Една е да се регистрираат, а втората е виното веќе да се дистрибуира и да оди во сите ресторани и хотели во Црна Гора. И кога би го освоиле само црногорскиот пазар, би имале добар пласман со оглед на туризмот на море, а и северот е тука зашто со виното секогаш оди добра пршута. Sever koji jer uz vino uvijek ide i dobra pršuta, jel i mes. Овој фестивал не може да се замисли без новинарот, поет, боем Рајко Јоличич и неговите вински песни. Она вашата прочуена Боцун како беше? Bocun za mene, bocun za gosta, vinom se rado života zove, a snagu mušku izvoru vraća vino crmičko, piće za bogove. Инаку виното и рибата се само лајтмотив на фестивалот. Ова е и можност да се покаже и прикаже се што дава ова прекрасно подневје. Вино, сушена и димена риба, кои црногорците како и ние ја викаат крап. Да, па мед, сушена овчетина, маслинки, маслинов зејтин, кромит и што уште не. Не е лошо. Всушност, добро би било кога и нашите општини при вакви манифестации би украле некоја идеја. Господинот Ѓуро Марковиќ, шеф на местната канцеларија во Вирпазар, е главен виновник што по 14 пат се одржува фестивалот. Сизив, но не му е тешко. Некој мора. Danas ovdje imate preko 40 izlagača vina koji se bore za prestiž, to jeste za srebrne, zlatne i bronzane medalje. Денес овде имате преку 40 излагачи на вино кои се борат за престиж или за златни, сребрени, бронзени медали. Извршена е хемиска анализа на виното, извршена е и дегустацијата и ќе бидат доделени наградите кои винарите со нетрпение ги очекуваат. Инаку, фестивалот, а и оние претходните, во многу придонесоа на овие простори винарите да го осовременат производството. Не само тука во Црница, туку и пошироко. Да се оди на разни сајани во Црнагора, но и во обкружувањето и да се добијат бројни медали и пехари, што значи дека виното е исклучително ценено. Црничкото квалитетно вино. Pregršt pehara donose, što znači da je vino izuzetno cijenjeno, crničko vino, kvalitetno vino. No, pored vina... Покрај виното, тука можете да видите и повеќе други производи, еколошки. Тука се маслинарите, тука е сирење, млекото, пршутата njegушка. Од сите црногорски предели, се она што е бренд. Možete da vidite, da kupite po povoljni ceni. I svi krajeva Crne Gore, šta je brend, danas je ovdje možete da vidite, da kupite po vrlo pristupačnim cijenama. Представниците на општина Македонски Брод, со градоначалникот Милосим Војнески, собраа огромни симпатии кај црногорците. Коментарите од прилика беа: види го македончето, добро говори како да е црногорец. Голема благодарност што домаќините ја прифатија нашата иницијатива да се братимат граѓаните на нашите општини, бидејќи многу нешта не поврзуваат, почнувајќи од тоа што живеевме во една заедничка држава, а сега имаме иста цел да влеземе во Европа и во НАТО алијансата и нашите и вашите граѓани.
На крај сакам да ви кажам дека помеѓу нашата општина и вашата општина има многу сличности. Нашата општина е една од еколошките најчистите општини во Република Македонија, што го гледам тука и во вашата општина. И кај нас има езеро, исто како кај вас, и кај нас има национален парк. Имаме производство на вино, меѓутоа најповеќе имаме производство на костени и во нашата општина имаме во ноември месец фестивал на костените и ги повикувам граѓаните и раководството на вашата општина наредна година да бидете наши гости, да се зближуваат нашите граѓани како некогаш што живеа заедно и понатака да се дружат и заеднички да имаме успеси заедно во Европската унија. Ви благодарам и го поканувам домајќинот во знак на благодарност да му поклонам една слика со пейзаж од нашата општина Македонски Брод. При отварањето на фестивалот, како што е ред, домакините и гостите од црногорската влада, меѓу другите, со особен интерес, се задржаа пред симпатичниот, ајде така да го наречеме, македонски штанд. Бевме горди на нашите вина, маслинките од Дојран, за кои црногорците мислеа дека се грчки. Не им се веруваше дека и ние си имаме маслинки, па козјото сирење и особено пинџурот и лутеницата. Постојано прашуваа каде може да се купи. Па, господа македонски производители, еве ви е шансата. Ако не е тешко да се произведе, обидете се и да го продадете. Со нас се сложи подпредседателот на општина Бар Здравко Гвозденовиќ. Истичем посебно три. Истакнам посебно три. Тоа е фестивалот на вино, тоа е маслинијадата и тоа е костенијадата. Овие три фестивали ги презентираат, така да речам, трите препознатливи брендови на општина Бар, не само во Црна Гора, туку и пошироко. Тоа е прочуеното црничко вино, тоа е барската маслинка и маслиновиот зејтин, така нареченото барско злато, и тоа е костенот од остров во Крајина. И како што е ред, на крај за впечатоците, градоначалникот на Македонски Брод, Милосив Војнески, со големо задоволство се враќа во Македонија. И имаме сличен фестивал Костенијада во нашата општина и од ова многу нешто ќе ни користи како на друг начин може тоа да се организира и заедно со нашите иницијативи и овдешните иницијативи мислам дека во иднина ќе бидеме многу поуспешни. Дали ги поканувате идната година да дојдат? Секако тоа јавно ќе го направам на председникот на општина Бар и председателот на местната заедница на Трмница. Ги поканувам раководството и сите граѓани кои сакаат да дојдат да посетат општина Македонски Брод. Брод на старословенски значи премин. Го напуштаме Вирпазар со помислата дека и тој, наоѓајќи се во минатото на раскрсници на патишта, наречени Вија Зента или Зетски патишта, бил простор со целата област Црмница, во кој и низ кој се чувствувале пулсирањата на животот. Довидување Вирпазар до следната средба, побогати за нови пријателства и збратимување меѓу македонскиот и црногорскиот народ. Наред е сега да се покаже најпрвин Македонски Брод, на есен во ноември. Ете, така ја проследивме репортажата од Црна Гора. Убаво поминавте. Убаво. Па, многу сме сакани ние македонците таму и нивна желба беше и тоа да се заокружи со збратимување и еве, јас и вие колешке, значи почнавме пред 3 години и го заокружуваме со братимењето на Македонија. И мене ми е Македонија. многу кејф, задоволство ми е што еве утрово имаме можност да им кажеме на гледачите дека она што овде се роди како идеја доживеа после 3 години реализација. Значи македонската телевизија стана кум на братимењето на една македонска и една црногорска општина. Ајде да го заокружиме муабетов, инаку имам уште многу да се зборуваме, но ќе имаме некоја следна прилика. Имавме можност да видиме дека Црна Гора е отворена за соработка за македонските производители на се она што се нарекува квалитетен производ од Македонија. Ќе знаеме ли ние тоа да го искористиме?
Па сега рековме и во репортажата, ако знаеме да произведеме, треба да се потрудиме и да го продадеме. Навистина за тие 2 дена, околу 50-60 илјади посетители, по 20-30 илјади на ден, постојано прашуваа каде може да се купи лютеница, пинџур, вино, маслинки. Маслинките дури, иако се познат бар по маслинките, многу се беа задоволни од нашите дојрански маслинки, сочни и крупни, нели? Еве имаат можност нашите производители. Нека се потрудат. Апсолутно. И за крај само да се заблагодарам на помошта од господинот Јордан Ѓорче од Славјанскиот институт во Свети Николе, без чија помош можеби оваа репортажа не ќе беше реализирана, како и на колегите од црногорските телевизии ТВ Монтена и ТВ Виести. Со нив реализиравме уште една емисија која ќе емитуваме подоцна идниот месец, тоа е репортажа за Македонската национална заедница во Црнагора и со интервју со низиниот председател господјата Ружица Грубач. Таму има околу 3000 македонци кои постојано живеат во Црнагора. Така, ние ќе ги информираме навреме гледачите кога ќе можат тоа да го проследат. Ѓорговски, ви благодарам што утрево бевте дел од нашата емисија со вакви интересни прилози, репортажи, особено со работи со кои што може да се пофалиме пред гледачите. Секогаш. И мене ми е задоволство. Останете заедно со нас, следува уште еден разговор за многу кусо време, разговор кој што верувам дека ќе ви интересира сите, бидејќи станува збор за лековитата моќ на билките. Ете така.